Вековниот идеал на македонскиот народ се постигнува. За прв пат, после времето на цар Самоил, македонскиот народ створи своја сопствена држава. За прв пат, македонскиот народ ќе се осети во Македонија како во своја куќа. За прв пат, тој стана не дребна пара во сметките на грбежливите сили, туку слободен народ во слободна држава. Тоа е најголемата придобивка во историјата на нашиот народ, спечалена во гигантскиот антифашистички фронт со крвта на најдобрите синови на Македонија и со помошта на другите народи на Југославија, осигурана во нова федеративна заедница на народите на Југославија. Конечно, со огромна еуфорија, со говори, веќе Охрид ја доживува слободата, една навистина голема радост за сите македонци. Прва создаваа своја држава, прва македонски училишта, македонска култура и така натаму. Охрид во повоените години не бил исклучок за она што се случува во Македонија по првите воени години, бидејќи доаѓа до промена на една идеологија, до промена на една власт. Историјата требаше да почне од тој момент. И како што забележала една од попознатите комунисти во Охридското движење Ратка Протуѓер, интелектуалците од партијата во Охрид требаше постепено да бидат тргнати за да ги замениме со работничко-селски елементи, значи според директивите на Темпо, кој викаше: нас не ни требаат интелигентни луѓе во партијата, но ни треба селско-работнички елемент, луѓе кои не знаат да зборуваат, но кои ќе бидат верни на партијата. И почнува еден период на транзиција на едно општество кој имаше рудиментирана демократија. Во текот на војната немаше никаква демократија за да почне да се гради едно комунистичко општество со некаква комунистичка мисија, во која најпрво требаше да се расчисти со оние луѓе кои до крај нема да бидат верни на партијата и кои имаат поинакви идеи. Ова е период во кој македонскиот народ се уште не сека да се откаже од идејата за обединување, од идејата на ВМРО за обединета независна македонска држава, демократски уредена под протекторатот на големите сили. И фактички, една група на охридски гимназијалци заедно со струшки интелектуалци е жртва на таквата политика. Тие се залага за обедината Македонија под протекторатна работа, како Перо Мостро, Никола Метулев, понатаму Мојсов Оструга, исто така Кирил Миладинов, значи на група поголема од македонски овие прогресивни млади луѓе кои се со патриотски набој, со патриотско чувство, кои не се откажуваат од ова идеја на ВМРО, беа прогласени за ванчовистички елементи, за елементи на Ванчо Михајлов и некаде во летото 1947 година беа осудени. Исто ко Царев, Саво во овој период мора да се спомни исто и тој во таа група на судени. Значи, ова е период кога се расчистува со сите идеолошки противници. Истовремено ова е период во кој се расчистува со имателите на природна собственост. Значи, почнува ригорозна експроприација и конфискација на имотите на најпрво на оние кои се сметале дека се соработници на окупаторот, а потоа на сите оние кои биле ставени во категоријата шпекуланти, класни непријатели, капиталистички елементи и така натаму, иако за Македонија како една неразвиена земја не можела да стане збор за некаков капитализам, Охрид имало за нечиски дуќани, мали погончиња и така натаму, така што почнувајќи од Симончевци, па не знам до Талевци или Филевци и така натаму, семејства кои се сметале за богати, биле изложени на ужасна тортура, на одземање на приватната собственост која имале, конфискација на имотот и така натаму. Значи, тие први години се многу драматични. Од едната страна се отвараат школи на македонски јазик, македонско образование, снегова македонска култура, од другата страна имаме силна репресија врз сите идеолошки противници и врз сите оние кои биле иматели на приватна собственост и кои ги сметале за капиталистички елементи. Значи, тоа се тие бурни години во Охрид кога се случуваат многу семејни драми и неубави работи кои оставиле црна дамка во првите години од слободата во Охрид. Набрзо
доаѓа и судир со информбирото, па многу видни охриѓани, тогашни учесници на народно-слободителната борба, интелектуалци под сомнение дека се приврзаници на Советскиот сојуз и Сталин и биле одведени на Голи оток. Нивната приказна е посебно трагична, која треба дополнително да се истражи кои се што од овие учесници, личности и граѓани на Охрид биле жртви на информбировските чистки кои завршија на Голи оток. Едно од нив беше Петре Пирузе Мајски, како една многу трагична личност која ја доживува тортурата на Голи оток, без судска осуда одведен и држан 3 до 4 години таму на тој злогласен логор. Во овој период во Охрид од почетокот на 47 до 51 година е период кога треба да се воведе првиот петогодишен план. За Охрид се планирани одредени инвестиции и индустриализација на градот, исто како во целата држава. Сепак, Охрид во овој период нема толку да се индустриализира, бидејќи се одложува планот некаде од 1955 година, ќе почне таа индустриализација интензивно. Но морам овде да нагласам за една личност од која собирав сеќавања за Петре Пирузе Мајски, тоа беше Климе Манчески или Киме, како го викавме Манчески. Кажуваше тој дека еден период после војната успеал. Тој најпрво беше во Ресен, таму го ставиле во комисиите за конфискација, но бидејќи го терале да врши насилство врз неговите соседи, дошол во Охрид и тој ќе биде првиот директор на фабриката 7 ноември, односно на преработувачка дрвна фабрика 7 ноември. И кажуваше дека цела година скоро тој им кажал на властите, иначе учесник во НОБ, заедно се борел со Петре Пирузе Мајски така натаму, дека цела година чекал властите одобрување тие машини кои ги нарачал во Америка од неговите таму роднини да му ги дада за да отвори во фабрика, дека година дена чекал дозвола од властите, бидејќи тога сите се плашеа, тоа беше период на студената војна кога почна после 46-та година, сите се плашеа од капиталистичките фабрики, да не е некоја капиталистичка провокација, па после една година му дозволили, така почнува прва ова фабрика 7 ноември за преработка на дрво во Охрид ја отвора Киме Манчески, тоа улицата беше 7 ноември, сега се вика Живко Чинго, тука беше на таа улица ова фабрика донесена. Во периодот некаде 54-та почнува масовното исселување на турците од Охрид. Една многу така драматична и трагична епизода сепак од нашата повоена историја. Иако беа етнички турци, тоа беа луѓе родени во Македонија, со векови тука екзистирале и нивното корнење од коренот од Охрид, каде што во Охрид целата чаршија беше турска и постепено се исели таа чаршија. Да речеме, имаме статистички податок за турското население или населението, бројното население на Охрид во 1953 година. Отприлика населението е 12.600, меѓутоа колку што можам да се сеќам дека турското население во тој период, 53 година, е околу 5600. А денеска турското население во Охрид брои некаде околу 2300. Замислите, од 53 година до 2016 година падот на турското население во Охрид. Јас знам дека мојот дедо имаше варџиски, дојќам во чаршијата, се околу него комшиите беа турци. Еснав, повеќето му беа побратими и секогаш после дедо ми со тага раскажуваше како целиот ден се отиде, овој отиде, оној отиде, веќе минјата сум ги повеќето заборавила, но секогаш тагуваше за неговите побратими кои се продале и си заминале во Турција. После тоа на местото на иселените турци, Охрид доста албанци се вселуваа во Охрид, целата чаршија го ја смени таа етничка структура, но и градот ја смени и таа етничка структура, бидејќи на местото на повеќе иселени турци се доселува албанци во градот. И тоа е едно дел од историјата на градот после Втората светска војна. Тука уште има некои работи кои што се кријат во тајност за правата вистина. Така да, тоа е еден период каде што заминува комшијата, останувам јас, како ќе останам.
може нешто да се деси, може да има некои поголеми притисоци и така едни гледајќи ги другите заменуваат. Тука има еден фактор кој што за оние фамилии кои што се иселени од порано, па ги покануваат своите фамилии да одат во Турција, каде што обеќаваат дека поубави услови, има поголема заработувачка за да заминат таму. Има разни причини кои што доведуваат до ова иселување на турците. И значи после тоа се носи одлука, значи југословенско-турски договор се подпишува и 54 година Став Лазо Колишевски излезува јавно, турците можат да си одат. Значи тоа не е непријателски чин и претходно 3-4 години турците бараат да си одат, сега дефинитивно им се дозволува. И периодот 54 до 58 година се селат негде 150.000 турци. Иако јас во моето детство во Кошишта знам се сеќавам на 60-тите години, тоа беше едно време на скромно живење, на немаштија. Значи, не може да се каже, јас често пати со некој полемизирам со некои луѓе, кажу, тогаш мети млеко течело и така натаму. Беа тешки времиња. Посебно се сеќавам во периодот од 60-тите години, значи 65-та година кога настапи една огромна криза во Југославија, кога дојде таа стопанска реформа која беше промашена, кога почна огромно невработеност во државата. До тогаш нашето мало вриеше од деца. Значи, кога фати таа стопанска криза, просто опусте нашето мало. Крлевци, Новачевски замина во Гериндијана, а други од комшиите, од ромите, од спротивот кај луковците, некои се омажија во Германија. Значи, просто се испусти малото, некако замре тој весел живот, се со таа првиот бран на преселби во странство. Првиот чекор на народно-ослободителната власт била враќање на желбата за образование и наука кај населението. Сликите со неадекватни простории за образование, руинирани згради па недостаток на кадар постоеле и во овој временски период, но сега се одело на долготрајно решение за тие проблеми. Во Охрид во 1962-63 година има 48 основни училишта со над 9000 ученици. Во 1964 година се отвори и основното музичко училиште во кое можат да се изучат неколку музички дисциплини. Во периодот по ослободувањето, централно место во образованието на населението од градот Охрид, па и пошироко представувале средните училишта, а пред се гимназијата Свети Климент Охридски. Во неа во учебната 1952-53 година учеле 490 ученици, во 1962-63 бројот на ученици пораснал на 707, а во учебната 67-68 на 823 ученици. Покрај гимназијата, како значајни столбови за образованието на населението во Охрид, представувале и средните училишта. Угостителското училиште Ванчо Питошевски, формирано во 1961 година, и средното техничко училиште, тоест електромашинскиот центар, оформено во 1968 година. Првенствено по ослободувањето во Охрид не постоела никаква идеја за формирање виша или висока школа. Охрид како главен туристички центар во Република Македонија имал потреба од понатамошно образование на кадрот кој излегувал од средното угостителско училиште, затоа се отворила виша угостителска школа, која понатаму прераснала во факултет за туризам и угостителство. Со тоа, градот Охрид се вброил во градовите во Република Македонија со високошколска институција. Првите хотели се направени
од синдикатите, како Орце Николов, да речеме, тие синдикални одмаралишта што биле, потоа почвит Охрид да ми се чини да цветат со градењето на хотелот Палас, тоа ми се чини за Охрид една голема преродба, јас памтам тога можда бев 9-10 години, знам кога отвораја Палас со какви помпи, за тоа време беше нешто поим во градова. Потоа иде, да речеме, мотелот стар, денешен Десарет кај што е, па хотелот Метропол, Белви и другите. Најпојќе, мислам, Охрид го имеат промовирано холанџаните 70-тите години кога почнаа да идет. Тога не да кажам дека масовен туризам имало, јас памтам една анекдота, ќе ви кажам, кога почна туризмов во стариот дел луѓе да дојдат до некој динар и издаваја соби. Јас знам дома, баба ми е памтам, имаше дали беа срби или некој од, саќе викаме ние од Скопје, две жени и дојдаа дома, ние имавме клозет надвора во стариот дел на Варош. Градов не беше толку раширен ко сега и немаше апартмани работи и бараја соба. Мислам, куќата е на убаво место, градот го гледаш, али клозет немаше и тушој ко сега што имат по апартманиве, и бара енглески клозет. И баба ми имаше еден комшија до грамаџија, ојде на столица стара, му ја отвори дупка, му ја намести, му вика, ево ви ова ви е енглески клозет. Како тие Скопје, ние овде немавме видено са Охриѓани или Варошани да се правиме оту, знаевме многу за туризмот, не знаевме. И така една анекдота, па тие почнаа да викаат оту ке си ојме, баба ми му викаше, не сега, јас имав други гости, ради вас ги спушив други. И тој почна веќе некој бизнис во тој туризмот да се развива, да. И со самото, мислам, по 80-тите години, од 70 до 80-те години, кога почнаа да се дават, да речеме, на приватни веќе. Јас 84-та отворив кафич, имавше едно во Охрид можда меѓу првите, 7-8 кафичи, али не смеевме да дојме во градов. То беше државно, е штитеа Палас Летница, Ориент. На тој дел по чаршија не смееше да се отвори приватно, него требаше од кај мини маркетот настарна. Инаку Охрид набрзо се развива во индустријски град. Некаде од средината на 60-тите, 70-тите години поинтензивно почна, кога почнуваат Езерка, Ликнида, Братство, то за Драгоевиш, значи многу фабрики за Охрид, огромен дел од населението, значи Охрид еден град на сиромаштија, на беда, кој го знаеме во период меѓу двете светски војни, веќе огромен еден капацитет на вработено население има и тоа може да се каже дека е еден релативен период на благосостојба на градот Охрид. Па видите, јас ми се чини тога не фалеше ништо и луѓе беа доста вработани и самите луѓе што работаа по тие фабрики можеа да одат и тие во кафана, можеа да одат негдека и на друго место да прошетат, да видат како е туризмот, па нешто да донесат овдека. А тоа, јас ми се чини благодарение на бивша Југославија. Ние можеме да надаваме колку сакаме, али го искористивме тој дел. Јас викам колку сакат и да надават за тој систем, од тој фондот што го вика ФНП за неразвиени земји, региони, например во Југославија, ги донесоа во Охрид, не ги донесоа во Свети Николе. Лазо можеше и Свети Николе да ги однесе, него ги донесоа овде, искористаа ЕМО, што кажавте, Застава, Братство, сите тие Отекс, тоа беа гиганти во тоа време. Во Охрид ми се чини негде 25.000 луѓе имаа запослено. Понатака,
лесната незагадувачка индустрија, која што треба да се вложува многу напори, повторно да биде реактивирана или рестартирана во Охрид. Јас ќе ви кажам само еден податок од кој потекнува, кој произлегува како статистика од Стопанската комора на Република Македонија и кој кажува дека не многу одамна, значи во времето на поранешна Југославија во 1984 година, од кога датира овој податок, во Охрид индустријата запослувала 21.000 луѓе. Тоа е огромна армија на луѓе кои што не можат сите да ја најдат својата екзистенција денес, после 33 години од тој податок во туризмот како економска гранка. За нив треба да се обезбедат услови за да можат да екзистираат и за да можат и младите, меѓутоа и они од средна возраст да ја најдат својата екзистенција преку вработување во лесната незагадувачка индустрија. Во таа смисла електрониката беше нешто кое што навистина го красеше Охрид во минатото. Хидробиолошкиот институт се јавува како прва установа во Охрид од научен карактер. Овој институт е основан во 1935 година со цел да се истражува живиот свет кој живее во езерото, како и квалитетот на водата во него. Целата идеја и ентузијазам за создавањето на институтот била на екологот и лимнолог академик професор доктор Симиша Станковиќ. Процутот, ова научна установа, го доживува по војната. Хидробиолошкиот институт во склоп на своето дејствување и работење еднаш годишно врши порибување на Охридското езеро со подмладок на Охридска пастрамка кој вештачки се одгледува во базените на институтот. Имено мора да се констатира дека самиот почеток на овој хидробиолошки институт не бил многу значаен, бидејќи имало само едно оделение, меѓутоа во периодот после Втората светска војна го добива својот процут и својот научен карактер во вистинска смисла на зборот, од каде што денес нормално произлегуваат огромен број на студии во врска со заштитата на Охридското езеро, во врска со порибувањето на Охридското езеро, во врска со животниот свет кој живее во Охридското езеро и уште во многу други области. Не само историски, туку и во иднина Охрид нема да може да опстои без Охридското езеро, не во смисол на вода, туку во смисол на негов квалитет и на негова сочуваност како една реткост. И секако дека е реткост, затоа што во многу активности кои што ги работиме околу неговата заштита, првично одиме на тоа дека можеби не најубаво, затоа што терминот најубаво не е прифатлив ни научно, ни на било кој начин, меѓутоа тоа е езеро и место кое што има своји специфики и ние треба да ги стагнеме тие специфики. Ако се земе наназад историски гледано, јас би рекол дека првата голема промена во позитивен смисол се случила со формирањето на Хидробиолошкиот завод. Значи добивате институција која што ќе се грижи за живиот свет првично, а сега во по новото време и за мониторинг на сите други параметри и елементи на Охридското езеро и кој што треба да биде негов заштитник. Потоа имаме еден исчекор каде што повторно се соочуваме со еден позитивен момент, тоа е прогласувањето на Охридското езеро и Охрид за природното и културното наследство за заштита под УНЕСКО. Извонреден и врвен момент кој што отсликува дека не само ние како охриѓани, не само државата, туку и светот веќе покажа заинтересираност за Охридското езеро и за градот Охрид како една целина. И ние сме многу еден од ретките вакви локалитети во светот кој што е прогласен и за природно и за културно наследство под светска заштита. И тој момент на УНЕСКО ние исто така треба да го искористиме не само за привлекување на финансиска поддршка околу заштитата на езерото, туку и за негова промоција и валоризација. Да го немавме тој момент, верувајте, нема да имавме таква квалитетна состојба, затоа што статусот УНЕСКО
е пред се политички статус, кој што во светски рамки ви дава една препознатливост и пред туристичката заедница, и пред научната заедница, и пред светот воопшто. Многу брзо го после тоа и со самопридонесот, меѓутоа потоа и со инвестиција која што ја имавме од страна на германската влада, изграден е колекторски систем и пречистителната станица. Исто така еден врвно позитивен момент за Охридското езеро, затоа што постарите веројатно се сеќаваат на темните води тука околу пристаништето и околу кејот, кој што бара реакција. Реакцијата беше соодветна и колекторскиот систем помогна многу во ослободување на езерскиот систем од фекалните води, од индустријските води кои што вршеа негово загадување. Неколку години потоа имаме сосема друга слика на квалитетот на водата во овој литорален дел и многу подигнати вредности кои што секако дека треба да се сочуваат. Исчекорот напред околу заштитата на езерото потоа дојде и со првиот билатерален договор за заштита на Охридското езеро меѓу Македонија и Албанија. Значи, кога ќе го земеме целиот овој развој што го споменавме, тогаш можеме да кажеме дека да, навистина, Охрид зависи од Охридското езеро и нема друг излез, освен ние да заеднички да го штитиме езерото и да ја обезбедиме барем оваа ситуација која што има сега да биде долгорочна. Затоа што езерата по филозофијата на геолошките системи се времени објекти на планетата Земја и ние колку што го имаме времено треба што подобра и подобра заштита да му обезбедиме за да имаме од тоа и заштитена средина и здрава средина, меѓутоа и бенефити негова валоризација и во туристички и во друг економски смисол. Охрид другарот Тито ги посети билјанините извори, каде што денеска се наоѓа хидробиолошкиот завод. Председателот Тито ги разгледа сите одделенија на оваа научна установа, која се занимава со проучување на растителниот и животинскиот свет на Охридското езеро и врши порибување на истото. Од овие базени, секоја година се пуштаат по 10 милиони млади пастрмки, со што се обезбедува постојано богат лов. Институцијата Завод за заштита на спомениците на културата во градот Охрид првенствено започнала како градски музеј, веднаш по народното ослободување. Кон крајот на 40-тите години на 20-тиот век, со помош на Републичкиот Завод за заштита на културно-историските споменици како музејски простор, е приспособена семејната куќа на познатата фамилија Робевци. Годината 1951 се смета како почеток на функционирањето на музејот во град Охрид. Првенствено, Охридскиот музеј броил 3 оделенија, и тоа за археологија, за историска и за етнографска поставка, но со текот на времето бројот на одделенијата постепено се зголемувал. Како примерна цел на музејот во градот Охрид може да се вброи заштитата на старите објекти, конзервација и реставрација на знаменитостите, откривањето археолошки поставки и така натаму и така натаму. Денес музејот на градот Охрид достигна големи предизвици од доменот на културата и историјата на градот со откривањето на античкиот театар. Реизградувањето на црквата Свети Пантелеймон, Плаушник и пронаоѓањето на Златната маска, нешта кои се бројуваат меѓу најголемите достигнувања во поновата историја. По својата функција, архивот на градот Охрид се надоврзува на Заводот за заштита на спомениците на културата со својата задача да ја открива, собира, систематизира, чува и проучува архивската граѓа, материјал кој се создава преку активностите на институциите и на одделни личности. Архивот во Охрид има долгогодишен развој. Првобитно е формиран како работна единица на Народниот одбор, односно на Народниот музеј во 1951 година, а од 1954 година се осамостојува. Всушност, во куќата на Лукановци, таа и ден денеска постои. Овдека
што велиме скаличината. И тука се собираа материјалите од сите општини, бидејќи тогаш Охрид беше центарот на околијата. Всушност, постоеа општини, како што беше Ресен, Охрид, Струга, Македонски Брод, Дебар. И тогаш сите материјали, архивски материјали од тогашните општини се собираа и се носеа во архивот во Охрид. Всушност, имаше само еден во почетокот кој што покрај мене, кој што работеше во архивот и практично вршеше прераспределба на материјалот за да може да се класифицира онака како што бараше, да речеме, работата. И тој човек остана после мене тука, бидејќи јас отидов на друго место, а по мене дојде Павле Митревски, доктор Павле Митревски. Меѓутоа, со оглед на неповолните просторни и кадровски услови за работа, архивот се развива бавно, така што дури кон крајот на 70-тите и во 80-тите години располага со своја современа зграда и со зголемен број стручни кадри. А да бидеш директор млад не е така едноставно, е тешко. Меѓутоа, човек низ тешкотиите се гради. И јас се градев во тој архив. Скоро 10 години бев директор. И после тоа, јас му побарав, ојдов кај Аспаров, кај председател. Прихваќам, али под услов да одам низ Југославија, да испитам како работат архивите во Југославија. На сметка на околијата. И тој ми ја подаде раката, колку дена сакаш. Не знам, можда и 2 недели, можда 10 и 2 недели, 9 и 2 недели. Ми обезбедија пари, ми дадоа. И јас од Охрид до Лјубљана, Загреб, Риека бев, Нови Сад, Белград низ архивите, Ниш, Скопје, Битола. За 2 недели јас е наполнив тетрадката со како работат тие архиви и нормативни акти им земав поклон, ми ги даваа, ја наполнав ташната и дојдов во архивот, просто речено, наоружен со знање што е архив. Во 80-тите години неговата активност се одвива во 3 основни правци: заштита, евиденција и систематизација и истражување на архивскиот материјал. Во архивот е собран и релативно богат архивски материјал од 6 милиони документи распоредени во 461 фондови, а од нив 119 се од 1941 година. Со оглед на тоа дека градот Охрид, меѓутоа и областа која ја зафаќа архивот на град Охрид, а таа е поширока, и тоа како е богата со културно пишани документи, представува една пишана ризница, несомнено архивот и тоа како има значење за зачувување на она културно пишано богатство. Во 1958 година во црквата Света Софија бил одржан вториот македонско црковно народен собир, на кој била донесена одлука за возобновување на Охридската архиепископија и истата да го носи името Македонска православна црква. На третиот македонски црковно-народен собор, кој исто така се одржал во црквата Света Софија во 1967 година, била донесена одлука за прогласување автокефалност православна црква. Кога ќе добие Македонија како слобода и државничка, да речеме, во бивша Југославија или СФРЈ, да се организира уште во
време на НОП 1943 година во слободна територија во Дебарца, во Охридско, во село Издеглавје, да се свика прва свештеничка конференција на свештеници од Дебарца во принцип и да барат обновување на Охридска архиепископија. Под притисоци, вакви и онакви, да не се расипе југословенското братство единство, 46 година ќе свикат втор собор, кој ќе кажат нема автокефалност, туку ќе одиме на автономност. И сето тоа ќе трае до 58 година, кога ќе се обнови Охридска архиепископија во лицето на Македонска православна црква и ќе дојде прв нејзин архиепископ, блажлупокоен архиепископ Охридски македонски Доситеј. Браќа Скопорјани, господо представници на нашата народна власт, Македонскиот црковен народен собор еднодушно ги донесува следните одлуки. Овој црковно народен собор решава да се обнови старата македонска Охридска архиепископија, која била присилно укината, истата да носи Македонска православна црква. Не ги создават големите народи, туку народи што имат голем дух. Еден од таквите народи е и нашиот македонски народ, кој даде големи жртви за својата слобода и независност. Утредента по изборот во Историската црква Свети Климент, архиепископот Доситеј со свештенството отслужи архиерејска литургија. Сега се афирмира и националната црква и црквената слобода. Архиепископот Доситеј, при што му беа предадени символите на духовната и црковната власт, панагијата и жезелот од 16 век, што биле сочувани во Охридската црковна ризница. Црквено-народниот собор на обновената архиепископија Охридска и Скопска и митрополија Македонска на своето заседание го избра едногласно за свој архиепископ и митрополит господин Доситеј, досегашен епископ Топрички. Неговото блаженство архиепископот Доситеј потоа положи клетва пред делегатите и верниците. Јас, Доситеј, изабрани столичен митрополит македонски, се заколнувам во севозможниот Бог дека на својата татковина и на народните власти ќе бидам верен и одан, ќе го поштувам и чувам црквениот устав, ќе ја чувам чистотата на православието, црквените канони и прописи. Двајцата митрополити, односно Доситеј и Климент, ќе го хиротонисат третиот епископ, Златовско-Струмички Наум, а потоа тие ќе хиротонисат други така натаму. И 67 година ќе прогласат во Охрид возобновување на автокефален статус на Охридска архиепископија. Ова година ќе славиме 50 години од тој статус,
за жал се уште не призната од Српската православна црква. Меѓутоа, тоа е историја на сите цркви кои што биле укинати на еден или на друг начин да поминат еден временски период на искушение, на испитување и така натаму. Тоа не треба да не многу загрижува, треба ние да си работиме, да создаваме како што создаваме. Јас сум тука веќе 35 години, пред мене на Охридска столица на Дебарско-Кичевска епархија имаше двајца митрополити. 35 години се разбира дека не се тоа ни малку години, меѓутоа и многу нешто си постигнало. Ако земете само во Градежен потфат, нема да ги препознаете ниту цркви, ниту манастири. Кога дојдов имам само една монахиња во цела епархија, без ни еден монах, а денеска имам над 30 монаси и над 30 монахиња. Преку тоа зборува еден црковен живот. Свештеници имаше само еден со високо образование и другото беа двајца, тројца со средно образование. Денеска немам свештеник без образование, без високо образование. И докторанти, и магистри и така натаму. Тоа е, значи, за кој објект да ви зборам. Земите само Свети Наум, видите што беше таму, па што е денеска. Или земете Обигорски манастир, земете Рајчица, или земете Пречиста Кичевска, или Кнежински манастир, Света Петка Велгоште, Сисвети од Запад. Манастирец во Македонски Брод, што беше заборавено и од луѓе од Бога. Меѓутоа денеска е обновен живеет. Ново и мощно значајно поглавје во современата македонска култура беше формирањето на Македонската академија на науките и уметностите. Изборот на првите академици беше извршен на 17 и 18 август 1967 година во Охрид, во куќата на Уранија, која припаѓа на Народниот музеј. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. You know I got it. I'll take you to the candy shop. Фестивалот Охридско лето покрај музичката ја негува и драмската програма. Околу 300 драмски представи, адаптации и монодрами се одиграни на над 15 сценски простори во Охрид од страна на околу 50 ансамбли. Шекспир е наиграниот автор на Охридско лето. 18 различни наслови од неговите капитални дела, потоа следуваат домашните македонски автори. Најзначајните антички дела од Софокле, Еврипид, Аристофан, Платон, како и недостижните комедиографи Молиер и Голдони, па се до современите татковци на театрот Брехт и Бекет, како и многу други дела од неизбежните имиња на театарската уметност поставиле свој белег врз фестивалот. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the bar I'm playing. You are nothing but a hound, the dog. Who let the dog out? Who? Ние го имаме Охридско лето, кое што е гордост охридска и македонска и со кое што не може да се пофалат многу други поразвиени туристички дестинации во трајање од 40 дена, во кое што вие имате можност, односно гостите во Охрид имаат можност да следат перформанси на големи светски имиња на едно место во тек на 40 дена. И тоа, јас и не знам кој други град туристички во светот го има како можност, кое што може да ја понуди во туристичката понуда. Меѓутоа, и тоа Охридско лето е малце промовирано, малку промовирано во однос на вредноста која што има и она која што заслужува да го има. Балкански фестивал на народни песни и игри.
Традиционално се одржува на почетокот на месец јули, односно од 6 до 11 јули, и на него учество земаат балканските и прибалканските земји. Во изминативе 49 години на Балканскиот фестивал се презентирани околу 50.000 пејачи, играорци и инструменталисти од целиот свет. На фестивалот учествуваат вокално-инструментални состави и солисти кои ќе го презентираат автентичното народно творешто и традиционалната култура низ ората, игрите, песните, обредите, обичаите, народните носи и инструментите што се употребуваат во музиката и ракотворбите. Ние точно е, и јас ќе бидам искрен, дека имаме премногу културни збиднувања во текот на летото, дали е тоа Балкански фестивал на народни игри, Хорски фестивал, ги имаме многу други фестивали и избиднувања кои што се случуваат во лето, Канео фест, Охрид фест и така натака, и фестивал на францускиот филм, сега и фестивал на германскиот филм. И сето тоа, меѓутоа, повторно ќе кажам, сето тоа е сконцентрирано за во еден дел од годината и тоа не е нешто што е неприродно. Значи, го има секаде. Значи, и во другите туристички дестинации, секако дека главните понуди во културната, главните манифестации во културната понуда на тие градови се сконцентрирани во летна сезона, не дека Охрид е некој исклучок. Меѓутоа, повторно ќе кажам, нас ни треба поголема популација на млади луѓе кои што ние можеме да ја имаме преку развој на образованието, универзитетското образование, во кое што би привлекле голем дел на студенти, било да се од Македонија, било од странство, кои што ќе го подобра процентот на млада популација и кои што по навиките на живењето студенти се луѓе кои што сакаат да излегуваат и да се забавуваат покрај основната дејност, основната потреба за која дошле, тоа е учењето, образованието, секако дека тоа како ќе го промени ќе ја промени структурата на живењето на младиот свет во градот Охрид. If you're ready, raise your hand up high. Put 'em up, put 'em up. 1, 2, 3. Минатата година ние започнавме со уште еден фестивал Охрид Колин, донесовме звучни имја и тој фестивал, јас сум убеден дека ќе стане една традиција која што ќе овозможи да Охрид собира млади луѓе од секаде од светот и која што ќе може да се организира не само во летните месеци, туку да се одржуваат одредени настани и манифестации од ваквите фестивали и во другиот дел на годината. Истото важи и за Охридско лето. За Охрид со број 1 Данчо Целески, со број 2 Бенито Мијаковски, со број Фудбалскиот клуб Охрид е еден од најстарите фудбалски клубови формиран во Македонија и воопшто на Балканот и е вистински репрезент на фудбалската традиција во Охрид. Почетоците на клубот се од далечната 1921 година кога е формиран тогашниот ОСК Охрид. Клубот за прв пат во Македонската фудбалска лига во времето на поранешна Југославија настапил во 1948 година, кога завршил на 8-то место. Еден од најзаслужните за развојот на фудбалот
Во Охрид во тоа време бил тогашниот тренер на клубот инженер Бошко Симоновиќ, селектор на репрезентацијата на Југославија, која го освои третото место на светското фудбалско првенство во Уругвај во 1930 година. Во сезоната 1993-94 е освојувач на шампионатот во втората македонска фудбалска лига Запад. Од редовите на фудбалскиот клуб Охрид произлегуваат неколку одлични фудбалери кои своевремено биле репрезентативци на поранешната Југославија и Македонија, како што се Здравко Точко, младински репрезентативец на Југославија, Джевдет Шејновски, Данчо Целевски, Мирослав Ѓокиć, репрезентативци на Македонија. Ние постојано се трудиме да го направиме е да внесеме културни и забавни содржини и надвор од летните месеци, меѓутоа тука спаѓаат и развојот на спортот, секако. Дека развојот на спортот е нешто кое што треба да го буди младиот дух во градот Охрид и кое што треба да создава впечаток на односно да создава услови за развивање на социјалната компонента на младите, односно здружување со нивните врсници или можеби приближни популациони групи со кои што ќе може да остварат контакт и да најдат можност за забава, спортување и рекреација заедно со нив. Во тој контекст правиме огромни напори да ја развиваме и културата, и културно-забавниот живот, и секако спортот во градот Охрид како три полина на кои што обстојува задоволството на младиот човек во Охрид. Вложивме многу во спортската инфраструктура, изградивме многу спортски арени неопходни за развој на спортот и секако поддржуваме на разни начини и форми други спортски клубови кои што постигнуваат завидни резултати во спортот. Ке кажам дека условите, природните услови, климатските услови кои што ги нуди Охрид, спортската инфраструктура и сместувачките капацитети се идеални и за развој на спортскиот туризам кој што Охрид го нуди во туристичката понуда. И во тоа успеваме. Гледате дека и тоа е еден дел од она што вие го нарекувате можност за рекреација на младиот човек. Во зимските месеци веќе арените во спортско-рекреативниот центар Билјанин извори се преполни со екипи од соседството, од Бугарија, од Албанија, од Србија, од Црна Гора и екипи од Република Македонија, од други градови кои што ги користат овие погодности кои што јас ги кажав и тоа ќе се развива и понатака. И понатака ќе расте во тој дел и сметам дека спортот има добра перспектива во градот Охрид. Ракометниот клуб е веќе 3 години поред во врвот на македонскиот ракомет. Оваа година е лидер. Минатата година заврши на втората позиција. Во ист момент се гради затворениот пливачки базен, нешто што било сон на многу генерации охригани и на многу генерации спортски работници во Охрид, а посебно оние кои што имаат завидни успеси во пливањето и во ватерполот. Значи, за прв пат ќе се создадат услови да се развива пливањето и пливачките спортови ватерполот во вистинска смисла на зборот и конечно после многу години пост од Охрид да произлегуваат шампиони во пливањето и во маратонското и во пливање на кратки стази и се развива да почне повторно да се развива ватерполот. Охридски пливачки маратон, меѓународно надпреварување во пливање на отворени води, се одржува еднаш годишно во водите на Охридското езеро во Македонија. Патеката Климе Савин за препливување е долга 30 км, од манастирот Свети Наум до градското пристаниште во Охрид. Маратонот представува дел од Гран При серијата на Меѓународната пливачка федерација ФИНА, првата маратонска трка на релацијата Горица-Охрид во должина од 2,5 км е одржана во 1954 година. Поддршката, значи, луѓе од градов кои што беа на позиции тогаш, тие почнеа, го донесов дека шејкот од Кувајт
за да биде на маратонот, на првиот маратон, каде што пливаше и Атина Бојаджи. Учествувале 8 пливачи, а победил Нико Нестор. Следните се одржани во 1956 и 1957 година, победници Дики Бојаджи и Ѓоко Чудов. Се надпреварувале и жени. А најдобри биле Снеже Грубчева и Сонја Думбалова. Беше светски организиран маратон, нешто чудо во градот, значи се зборуваше многу за маратонот. Првиот вистински маратон се одржал во 1962 година на патеката Пештани Струга Охрид во должина од 36 км и победил Абу Хеиф од Египет, втор бил Вилјам Девренг од Холандија, а трет Дики Бојаджи од Македонија. Во женска конкуренција победила охридјанката Атина Бојаджи од Македонија, инаку сестра на Дики Бојаджи. Од аплаузи упатени кон новата светска првенка. Многу сум среќна што излегов прва и што исклива стазата. Секогаш беше на пиедестал Атина Бојаджи. Значи, секогаш ние викаме дека езерото не може да е победено, меѓутоа таа секогаш беше прва. Атина Бојаджи е прогласена за нова светска првенка. Досегашната шампионка Абдел Баки е втора. Уште еден аплауз за рекордерот на патеката Абу Хеиф. Поздрав за вториот Вилијам Девренг и уште една срдечна честитка за нашиот најдобар представник Дики Бојаджи. Во тоа време, значи, имаше голема организација околу маратоните, така да имаше едно тело, управен одбор, кој што секоја недела заседаваше во контекст на маратонското пливање, докаде маратонот, значи се спремаше преку цела година маратонот. Не стрикно 2 месеци на брзина, него све студиозно беше во тој поглед. Охридското езеро е од витално значење за животот на граѓаните на Охрид. Денес меѓу жителите на градот Охрид може да се видат и препознаат разни обичаи и навики кои се од постаро време, а се поврзани со Охридското езеро. Така, например, постарите жители на градот Охрид се сеќаваат на времето кога низ водите на Охридското езеро пловеа стари дрвени чумови. Охридскиот чум се изработувал од буково дрво и имал должина од 4 до 6 метри и ширина околу 1 метар и 50 сантиметри. Употребата на Охридскиот чум, кој се спомнува пред 300 и повеќе години, била за најразновидни дејности. Покрај основната намена за риболов, служили за пренесување разни стоки и патници. Многу често се пренесувале дрва од Галичица за пазарот во Охрид, а оттаму се купувало храна, жито и колонијална стока за жителите во крајбрежните селски населби. Би рекол дека од 1912 година, всушност со почетоците на таа прва Балканска војна, започнува Охридскиот чум пополека да го губи својот сјај, бидејќи започнуваат во Охридското езеро да се носат метални чамци, кои можеби се значајни, поквалитетни, би рекол, во денешен аспект, меѓутоа шмекот и сјајот и она што навистина представува една историска традиција од превозни средства во градот Охрид, несомнено не може ништо да го замени Охридскиот чум. За жал, денес имаме само еден експонат од Охридскиот чум, тој се наоѓа во музеот на град Охрид, меѓутоа јас се надевам дека понатаму ќе имаме други афирмации за повторна обработка на Охридскиот чум. Платанот, Platanus orientalis, од Охрид, кај народот попознат и како чинарот, е една од најстарите атракции не само во градот, туку и во Македонија. Легендите и преданијата
Велат, дрвото е старо неверојатни 11 века, па дури и дека го засадил лично свети Климент Охридски. Постојат и други мислења, според кои дрвото е старо само 6 века, но прифатено е првото становиште. Чинарот е своевиден символ на Охрид. Крај чинарот почнувал и крај чинарот завршувал животот. Тука, на едно место, во текот на 11 века се собирале човечките јадови и неговите радости. Тоа е место каде од секогаш луѓето се договарале да се најдат во Охрид. Сведок е на многу љубовни приказни. Место каде некој пат се изнајмувала работна сила во сезоната на градба. По старите времења го паметат чинарот како место каде се извршувале екзекуции. Неговата шуплина во минатото представувала дом на мала берберница и кафетерија. Во Охрид и Охридско, богојавленскиот празник во народот познат како Водици, има долга традиција, поврзана со духовноста и проповедањето на христијанската вера во градот. Во древниот Охрид, каде што Охридското езеро асоцира на реката Јордан, каде што се извршил големиот чин на Христовото крштевање. Од секогаш, со големи црковни и народни свечености Охридскиот животворен крст од надлежно високо црковно лице се фрлал во водите на езерото со свечен чин, со церемонии, а во надпревар меѓу многумина млади пливачи, најсреќниот го вадел од водата. Верниците полнат во шишиња од осветената вода и со неа се мијат за здравје, а се полева и дел од имотот за бериќа. Онај кој го фатил светиот крст, триумфално излегува од водата и го носи кај највисокото црковно лице на свеченоста, кој го наградува, а тој со својата тајфа ја пее песната во Јорданije, тропарот за крштевањето Христово. Фаќачот на крстот потоа со неговата тајфа со песни оди по куќите и го обиколува целиот град, при што е даруван од верниците со пари и подароци. Охрид, град на вековите, ризница на минатото. Тој е град на туризмот и одмор. Извонредната местоположба, брегот на големото и мирно езеро, пријатната и здрава клима, како и непроценливото културно наследство, преку 100 споменици секоја година привлекуваат се повеќе и повеќе посетители. Пријатните плажи и јужното сонце, дење создаваат впечаток на морско одморалиште, додека неговата надморска височина и планините што го окружуваат ноќе даваат свежина на планински краишта. Најпосле, во Охрид можат да најдат задоволство сите љубители на историјата, уметноста и археологијата. Сите тие можат да го согледаат процесот на осовременувањето на денешниот Охрид и да го споредат со она што тој некогаш представува. Промените на традициите и начинот на животот во Охрид директно зависат од модернизацијата и поставувањето нови светски стандарди во сите домени на функционирање на градот. Токму поради тоа е важен и патот на осовременувањето на градот, кој започнал со модернизација на туристичките гранки и дејности. Туризмот мора да биде главна економска гранка од која што ќе обстојуваат најголем дел
од субјектите во Охрид и од граѓаните кои што ќе имаат можност за екзистенција. Меѓутоа повторно ќе нагласам, во еден идеален спој со развојот на другите гранки кои што можат да бидат врзани или не врзани со туризмот, вклучително и лесната негазагодувачка индустрија, производството на раногранирарски култури, она пошто е познат Охрид и на овоше знаете дека неодамна е брендирана и охридската черешна како бренд кој што го нема на други места. Охрид има погодни климатски услови за развој на земјоделие со добра технологија и со инвестирање во знаење во делот на земјоделието. Охридските надалеку познати раногранирарски култури и овоше можат да бидат основа за опстанок на голема популација на луѓе кои што живеат во градот Охрид. И секако по трет пат ќе го нагласам делот на образованието. Значи, образованието е нешто кое што било препознатливо во вековите во Охрид и кое што во иднина мора да се развива. Пред се мислам на универзитетското образование и Охрид мора во иднина да стане универзитетски, по мене, нескромно ако кажам, втор универзитетски центар во Република Македонија. Она што Охрид го заслужува според својата традиција и според своето минато, а и според сите оние дејци кои што поминале, кои што живееле во Охрид или кои што ги одбележале епохите во градот Охрид. Согласно историскиот континуитет на градот Охрид и неговите историски вредности, градот Охрид го добива епитетот град на писменоста, светлоста и славата, со што непрестајно ќе се абсорбира неговата историја и култура од страна на генерациите кои што доаѓаат.